стоиме пред еден празник кој што не е обичен празник, туку празник кој што е над сите празници, бидејќи го славиме воскресението на нашиот Господ Исус Христос. И заради тоа би сакал да навистина овој празник го чувствуваме и да овој празник не движи во нашите животи. Не само денес, туку секој ден од нашите животи. Пред да продолжиме со пораката, ќе ги замолам одговорните за децата, може да ги земат и да продолжат понатаму со нив. The kids can go in their program. Денеска, браќи и сестри, мнозина вапсаат јајца, јадат јагне за ручек, прават многу ритуали и така натаму, но прашањето е дали навистина веруваме дека Христос воскреснал. Бидејќи, ако тоа не го веруваме искрено и длабоко во нашите срца, тогаш џабе што си фарбал јајце, џабе ти е постот што си го држел, џабе ти се сите добрини и милостини што си ги направил, бидејќи ништо од тоа не може да те спаси. Она што не спасува не се нашите дела, туку нас не спасува само верата во Господ Исус Христос, и тоа воскреснатиот Господ Исус Христос. Писмото вели, ако со устата исповедаш дека Исус Христос е Господ и во срцето свое поверуваш дека Бог го воскреснал од мртвите, ќе биде спасен. Зашто со срцето се верува за оправдание, а со устата се исповеда за спасение. И ако навистина веруваш дека Исус Христос воскреснал, тоа значи дека сите твои гревови, колку и да се, опростени се и платени се. Казната за твојот грев е тргната и твојата душа е ослободена и твојата вечност е обезбедена со твојот Господ и Спасител Исус Христос. Амин. Може би си паднал, може би си изгрешил, може би носиш некоја тежина во срцето, но воскресението вели тука не е крајот, затоа што Бог ти дава еден нов почеток. И токму тука започнува нешто многу подлабоко од обичен празник или една сува религија. Затоа што ако навистина Христос воскреснал, тогаш тоа ќе смени целата човечка историја. И тоа навистина ја смени целата човечка историја. Но за да разбереме таа сила на воскресение, мораме најпрвин да го поминеме целиот пат кој што Исус Христос го изоде од Велики четврток, преку Велики петок, до Велика сабота, за да стигнеме до неделата и да зборуваме за воскресението. Во Велики четврток влегуваме во една од најдлабоките сцени во целото Свето Писмо, затоа што тука не гледаме само надворешни настани, туку тука ја гледаме внатрешната борба на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Исус е во Гецеманија и тежината на целиот свет полека почнува да се спушта врз него. Тој знае што го чека. Не само физичка болка, туку и духовна тежина, носење на товарот, на гревот, на секој човек што било кога живеел на оваа земја. Ноќта е тивка, но не е мирна. Исус е во Гецеманската градина. Учениците се со него, но не разбираат што се случува. Ама Исус знае. Тој гледа што е она што доаѓа. И Исус ги изговори следниве зборови. Душата моја е нажалена до смрт. Браќи и сестри, ова не е обична тага. Тоа е тежината на целиот грев на светот, кој што паѓа врз нашиот Господ Исус Христос. Исус паѓа на колена, се моли и вели: татко, ако е можно, нека ме одмине оваа чаша. Но нека не биде мојата волја, туку твојата. Ова е, браќи и сестри, момент на целосна предаденост. И токму тогаш доаѓа предавството. Јуда доаѓа со толпа и со бакнеш го предава својот учител. Исус не бега. Исус не се брани.
Тој се предава за тебе, се предава и за мене. И доаѓа следниот ден, Велики петок. Доаѓа како ден на болка и на неправда. Утрото доаѓа, но светлина нема. Исус е изведен на суд. Лажно обвинет, осуден без вина. Камшикуван со римскиот камшик, кој што беше зверски измислен. На крајот на тие ремени имаше парчиња од коски, имаше парчиња од железо, кои се забодуваа со секој удар во грбот на Исус и влечеа месо. Божиот збор во псалмите сликовито тоа го објаснува, вели: бразди ораа низ мојот грб, објаснувајќи ја силата на камшикот, кој што на вистина го изора целиот грб на Господа Исуса Христа. И на царот на царевите, наместо златна круна, му ставија круна од трње на неговата глава и го натераа да го носи собствениот крст, на кој што подоцна и беше распнат. Клиновите му минуваа низ неговите раце, дебели клинци. Со копие го проводаа во ребрата и крвта прскаше на сите страни. И крвта на нашиот Господ Исус Христос течеше до последната капка. Зошто? Зашто таму на крстот се случи најголемата размена во историјата на човештвото. Оној кој што немаше грев, ги зема гревовите на светот, ги зема гревовите на сите нас на себе. И тој постана жртва наместо сите нас. Како што вели во Исаија 53 глава, тој беше ранет за нашите престапи и со неговите рани, преку неговите рани, ние се исцеливме. Ние добивме измивање на нашите гревови. Но најголемата болка на Велики петок на Исус не беше само физичката. Тоа е моментот кога Исус го понесе гревот на целиот свет врз него. Во тој момент кога целиот грев на целиот свет падна врз Исус, Божиото слово вели, тогаш Бог Отецот не можеше да го гледа собствениот син, туку за миг ја заврти главата од него. И во тој миг Исус беше оставен сам, без никој. Дури оставен од неговиот Отец, бидејќи Отецот живееше во целосна светост, а Христос ги зема моите и твоите гревови и гревовите на целиот свет. И во таа состојба Исус извика: Ели, Ели, лама савахтани, што значи: Боже мој, зошто ме остави? Исус беше оставен за да можеш ти да бидеш најден. Исус беше одвоен за да можеш ти да бидеш припоен до Отецот. Исус беше отфрлен за да можеш ти да бидеш приближен при Бога. Во тој момент Исус го искуси она кое што јас и ти го заслуживме. Ние ја заслуживме одвоеноста од Бог, но Исус ја зема врз себе. И во тој момент, кога се изгледа изгубено, Исус извикува: се заврши. Тој извик не е извик на пораз, туку вик на завршена победа. Затоа што таму на крстот е платена цената за човечкиот грев. Зашто платата што дава гревот е смрт, но бесплатниот дар Божи е вечен живот во Господа Исуса Христа. Се заврши значи дека цената за нашите гревови е платена во целост. Делото на спасение на човештвото е завршено. Нема уште што да додадеме на тоа за да бидеме спасени. Спасени сме само по завршеното дело, по вера во завршеното дело на Господа Исуса Христа на крстот. И во тој миг завесата на храмот се расцепи на две, од озгора до долу. Завесата која за секогаш низ вековите го одвојуваше грешниот човек од светиот Бог, таа завеса за еден миг се расцепи на две. И тогаш Исус направи пат за да може секој еден од нас да дојде слободно да пристапува до тронот на благодата и да најде помош во благопријатно време, да најде спасение
на сопствената душа. И браќи и сестри, доаѓа и велика сабота. Петок заврши, Господ Исус Христос беше умре на крстот, го предаде својот дух, го ставија во гроб и настапи сабота. Велика сабота стои како ден на тешка реалност и длабока тајна. Христос навистина умре и беше погребан според писмото, но токму во таа тишина се открива Божјата победа. Затоа што последниот непријател кој што ќе биде уништен е смртта. И Господ Исус Христос тој ден се справи и ја уништи смртта. Христос слезе во длабочините на смртта. Затоа стои запишано, слезе и им проповедаше на духовите во затворот. Не како поразен, не порака за покаяние, туку како победник. Не да повикува на покаяние, туку објавувајќи ја победата на крстот, дека неговото спасително дело е завршено, дека жртвата е принесена. На крстот се случи божествена размена. Оној кој што не знаеше за грев, Бог го направи грев да биде за нас. А во гробот таа жртва беше запечатена еднаш за секогаш. Зашто невозможно е крвта на јарци и јунци да ги отстрани гревовите на човештвото. Затоа Христовата жртва го направи тоа совршено. Кога Исус изговори се заврши, тоа не беше крај на надежта, туку печат на исполнетото дело Божјо на спасението. Но додека Бог работи во тишината и објавуваше победата, учениците се наоѓаа во сосема друга состојба. Писмото вели, а вечерта во истиот ден, првиот ден во седмицата, кога вратите беа затворени, каде што беа собрани учениците од страв од јудејците. Тие беа затворени, тие беа исплашени, тие беа збунети и разочарани. Се што очекувале се сруши како кула од карти пред нив. Учениците се надева на царство, но го видоа крстот. Се надева на победа, но се соочија со смртта. И велеа, а ние се надевавме дека оној е тој, дека тој е оној кој ќе го избави Израилот. И таа состојба е состојба на внатрешен колапс. Верата која не разбира, срцето кое што не гледа излез и ум кој што не може да ги поврзе сите овие настани во Божиот план за спасение. И токму тука доаѓа пораката на велика сабота. Божијата тишина не значи Божја отсутност. Напротив, Бог вели, бидете спокојни и спознајте дека јас сум Бог. Во Псалм 46:10. Дури и кога човекот не гледа ништо, Бог действува најсилно во тие моменти. Додека учениците се бореа со нивниот страв и со нивните несигурности, Христос ја разоружа смртта. Додека тие мислеа дека се е завршено, Бог го доврши неговиот план за спасението и му стави печат. Но, браќи и сестри, велика сабота не завршува со точка, туку со запирка. Тишината не е последниот звук. Темнината не е последната сцена. Каменот не е последниот збор, зашто додека земјата молчи, небото веќе се приготвува за прослава. Додека срцата се скршени, воскрсението веќе тропа на вратата на човечката историја. Додека учениците плачат, Бог веќе го приготвува радост, ја приготвува радосната песна во новото утро. Затоа што доаѓа моментот кога гробот ќе се отвори, кога тишината ќе се распадне и кога смртта ќе изгуби својата власт и кога ќе одекне најсилната вест што било кога овој свет ја слушнал, а тоа е Христос воскресна. И тогаш ќе разбереме, сабота била само тишина пред славата. Била една пауза пред победата. Била се една сенка пред темнината. Затоа, ако денес си во
твојата сабота се наоѓаш во твојот живот, моменти на неизвестност, тишина, не заборавај дека има и недела во твојот живот. Доаѓа недела. Воскресението доаѓа и Бог го има последниот збор. Амин. Лука 24 глава, 1 до 6 стих вели, а во првиот ден од седмицата, многу рано дојдоа на гробот носејќи ги мирисите што ги беа приготвиле. И најдоа дека каменот од гробот беше одвален. А кога влегоа, не го најдоа телото на Господ Исус. И додека беа во недоумение, затоа, ете, им се јавија двајца мажи во светли облики. А кога се исплашија, ги наведнаа лицата кон земјата и тие им рекоа: зошто го барате живиот меѓу мртвите? Тој не е овде, туку воскресна. Амин. Замислете го тој утрински час. Се уште е темно, тишина, болка, разочарување. Надежта изгледа мртва. И жените одат кон гробот. Нивните чекори се тешки, во нивните раце има мириси за да го премачка телото на покојникот, но во нивните срца има тага. Тие не одат за да видат чудо, туку одат да го завршат последниот ритуал кон нивниот учител. И додека тие одат, по пат си поставуваат едно прашање, а прашањето е: кој ќе ни го тргне каменот? И токму тоа прашање, тоа е прашањето на секој човек денес. Кој ќе го тргне каменот од моето срце? Кој ќе го тргне каменот што стои во мојот живот? Кој ќе ја тргне вината од моите гревови? Кој ќе ја тргне тежината од гревовите? И кога пристигаат тие, жените, каменот гледаат дека веќе е тргнат. Гробот е отворен и телото го нема. И тогаш доаѓа гласот кој што промени се во нивните животи. Гласот на ангелот кој им рече: тој не е овде, зашто воскресна. Во тој момент историјата се дели веќе на два дела. Смртта ја изгуби својата власт, пеколот ја губи својата сила и надежта повторно се раѓа. Амин. Браќи и сестри, и во тој миг ние постануваме ново создание во преку воскресението на Господ Исус Христос. Великденската теологија станува на вистина длабока кога ќе сватиме дека воскресението не е само еден среќен крај на приказната, туку дека е Божи печат врз искупителното дело на Исус Христос и тоа е централниот столб на нашата христијанска вера. Воскресението не е само доказ дека Исус е жив, туку е објавување дека она што се случи на крстот беше доволно и жртвата беше 100% и целосно прифатена од Бог Отецот. Во сршта на Великден стои вистина дека Христос не воскреснува само како оној кој ја победил смртта, туку како новиот Адам. Апостол Павле во Римјаните 5 глава и 1 Коринтијаните 15 глава прави длабока паралела помеѓу Адам и Христос. Преку Адам гревот влезе во светот и преку гревот настапи смртта. Но преку Христос доаѓа праведноста и вечниот живот. Тоа значи дека воскресението не е само лична победа на Исус Христос, туку тоа е почеток на една нова реалност за целото човештво кој што се обединува заедно со Христос преку вера во Него. Теолошки гледано, крстот и воскресението се неразделни. Крстот е местото каде што Христос ја прифаќа вината, а воскресението е Божјата декларација дека жртвата е целосно прифатена. Затоа апостол Павле во Римјаните 4 глава 25 стих вели дека Христос беше предаден за нашите гревови и воскресна за нашето оправдание. За нашето оправдание, браќи и сестри, значи дека воскресението е Божјата пресуда во наша корист. Тоа е како судница во која што судијата не само што ја прифаќа замената за жртвата, туку ја прогласува пресудата дека виновникот е слободен. Но Великден оди уште подлабоко од само прошка. Великден ни носи промена на самата природа на човекот. Во Христос
Воскресението не е враќање во истиот живот како Лазар, кој што повторно подосла умре, иако беше воскреснат. Туку во Христос влегуваме во нов живот. Живот кој смртта веќе не може да го допре. Затоа Христос е наречен првина на оние што умреле. Тоа значи дека неговото воскресение е првиот плод на новото создание. Гаранција дека Божјото создание ќе биде обновено. И ова не води кон уште подлабока вистина дека Великден не е само за индивидуално спасение, туку обнова на целото создание. Римјани 8 глава ни зборува дека целото создание се мачи и стенка и го чека откровението на Божите синови. Затоа што природата е погодена од падот на човекот, но преку воскресението започнува повторно процес на ново создавање, кој ќе кулминира со ново небо и нова земја, и новиот Ерусалим кој ќе биде спуштен на земјата, во кој што нема да има веќе сонце, зашто Исус ќе биде нашето сонце. Амин. Затоа, браќи и сестри, воскресението на Исус е исто така и есхатолошки настан, што значи дека тој е почеток на крајот. Со него веќе е започнат идниот век во сегашноста. Затоа Новиот Завет вели дека верникот ќе биде воскреснат заедно со Христос и седнат со него на небесните места. Иако сме ние на земјата, сите кои веруваме во него, ние сме седнати заедно со Христос на небесата. Ние сме веќе небесни жители, а овде на земјата сме само негови амбасадори, Христови амбасадори. И тоа значи дека Великден не е само нешто што се случило во минатото, туку тоа е реалност кој што верникот Бог го повикува да ја живее секој ден. И конечно, најдлабоката теолошка вистина за Великден е дека воскресението е Божјата потврда дека љубовта е посилна од смртта. Крстот ја покажа љубовта Божја, но воскресението ја покажува непобедливоста на Христовата љубов. Смртта е библиска смисла не само за биолошки крај, туку последица на гревот и одвоеност на Бог. Но преку Христос смртта не е избришена само како настан, туку е поразена како сила. Затоа Великден не вели само Исус живее, туку вели смртта повеќе нема последен збор. И секој кој што е во Христос веќе влегува во таа извојувана победа. И ова не е теорија, туку ова е новиот живот кој што почнува овде, а завршува во вечноста. Затоа Словото Божјо вели смрт, каде ти е осилото? Смрт, каде ти е победата? Ова е, браќи и сестри, извик на победа. Сите кои верувате во Господ Исус Христос и сте му ги предале своите животи, живејте ја секојдневно силата на воскресението. Не живејте како поразени, туку кренете ги вашите глави, исправете се пред Господа и живејте како победници заедно со Христос. Бидејќи ако Христос воскреснал еден ден, и ние ќе воскреснеме заедно со Него. И надежта на славата ќе не осветли. А сите вие, драги пријатели, кои што се уште не сте го поканили Исус да влезе во вашиот живот и да ве спаси, знајте го ова. Воскресението на Исус не е крајот на приказната, туку тоа е почеток на една нова реалност за сите кои што веруваат. Словото вели, ако веруваме во Исус Христос, дека умре и воскресна, така и Бог ќе ги доведе со Него, оние кои што заспале се упокоиле заедно со Него. Ова значи дека воскресението на Исус има гаранција дека и ние ќе воскреснеме. Смртта ја нема последниот збор, Христос го има последниот збор. Може би, драг пријателу кој што не го познава се уште Христос, може би изгледаш добро од надвор, но внатре си скршен. Може би се смееш пред луѓето, но ноќе се бори со вина на страв и вина на грев и вина и внатрешна празнина. Ако ти се чувствуваш така, денес ја имам најдобрата вест на сите времиња, а тоа е Христос воскресна и за тебе.
Тој ја зеде твојата вина. Тој ја понесе твојата болка на крстот. Тој умре за твојот грев и воскресна за твоето оправдание. Затоа Словото Божјо, Господ Исус Христос те повикува денес. Покај се за твоите гревови и покани го Исус да влезе во твоето срце. Денес е ден на спасението. Не е утре. Не одложувај. Зашто кој ти дава сигурност дека утре ќе се разбудиш? Затоа денес, додека го слушаш Божиот глас, не го закоренувај твоето срце, туку отвори го и покани го. Исусе, дојди во моето срце и спаси. Сите кои што сакате да го поканите Господа Исуса Христа во вашите срца, ве охрабрувам, наведнете ги вашите глави, затворете ги очите и повторувајте ја оваа молитва заедно со мене. Господи Исусе, ти благодарам за твојата љубов, што толку многу ме засака и умре наместо мене на крстот. Исусе, фала ти што ги плати сите мои гревови. Фала ти што смртта со смрт ја победи и воскресна на третиот ден, за да ми подариш вечен живот. Исусе, јас верувам во Тебе. Верувам дека живееше безгрешен живот. Принесе совршена жртва на крстот, каде што умре и воскресна на третиот ден. Исусе, јас се кајам за сите мои гревови. Те молам, прости ми ги. Очисти ми го срцето и запиши ми го името во книгата на животот. И помогни ми да те следам од сега па до крајот на мојот живот. Исполни ме со Светиот Дух и помогни ми да растам во верата. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Слава на Господа. Ајде еден аплауз за сите кои што го поканија Исус да влезе во нивното срце. Сите кои